Скопје 2014 е класична портокалова пералница на пари. И тоа со секој свој проект, зграда, споменик, набавки. Нон-стоп, без усу, на криминален начин се перат и се трошат парите на граѓаните. Ево уште еден пример за тоа. И тоа повторно во режија на познатиот носител на патриотската метла, Министерката за култура Канчевска. На 30 јуни лани започнува процесот на набавка на 40 слики со масовни сцени за музеот на ВМРО. И на сцена повторно стапува омилениот начин на власта за изведување на јавните набавки и трошењето на народните пари, со тајно договарање и далеко од очите на јавноста, со непосредна спогодба во 4 очи. За време на летниот период, непосредно пред патриотската метла, тајно е испреговарана оваа сделка. Без објавување на јавен оглас, е доделена сделка во вкупен износ од 570.000 евра на група руски уметници. Веројатно, за да оваа бизнис сделка помине без многу врева, претходно Министерството за култура исто така за масовни сцени во музеот на ВМРО ангажира македонски сликари за помалку од 200.000 евра. Ова е ДПМН на дело. Затоа, Груевски и Канчевска се обврзани на граѓаните да им одговорат. Зошто сделката со руските уметници е договарана во 4 очи без знаење на јавноста? Зошто се платени 570.000 евра народни пари на странски уметници? Зошто Груевски и Канчевска и за оваа набавка, како и претходната, не ангажирале македонски реномирани сликари? Дали за Груевски и Канчевска македонските сликари не знаат целосно, од почеток до крај, да ја насликаат сопствената македонската историја, па требало бизнисот да им се додели на странски автори? Или можеби вистинската причина за ангажманот на руските уметници не е уметничката, туку нечија друга бизнис релација? И преку оваа сделка се потврдува дека Скопје 2014 и активностите на Груевски и Канчевска во него се одликуваат со тајност, мегаломанство, уништување на документи кои е докажано и најмногу од се милионски суми за хонорари. Ви благодарам и ви стојам на располагање за прашање од ова или некоја друга тема. Повелете. Па денешниот избор има еден куп спорни и манипулативни моменти, но ја ќе издавам само два. Првиот е начинот на функционирањето на собранието денеска. Собранието заврши, за жал, како што и почна. Шверцерски, контроверзно, како класична партиска испостава на ДПМН и на владата која што ја предводи ДПМН. И вториот момент е дека за судија на Уставен суд се избра класичен, докажан партиски послушник и војник на ДПМН. Човекот бил докажан послушник на партијата на власт, бил избран прв пат за судија во времето на Груевски и Михајло Маневски и со тоа се заокружува 5-годишното функционирање на ДПМН во судството. Откако целосно ги наполнија и партизира основните судови, апелационите, Врховниот суд, сега се намерачуваат на Уставниот суд со денешниот избор, но тоа ќе биде прво и последно во оваа институција, бидејќи на 5 јуни ќе изгубат. Повелете. Благодарам и добар ден.